Како да им купам компјутери на децата кога нема ни за храна? Вака разговорот со нас го започна Злате Стрезовски од Тетово, татко на 4 деца. Најмалото годинава е прваче. Другите се 5-то, 7-мо и 8-мо оделение. За да следат настава на далечина потребна им е IT опрема. Стрезовски како глава на семејството работи постојано за да обезбеди екзистенција, но вели тешко е. Живеат во куќа под наем, а само тој е вработен. Тешко, не се стига. Јас работам, жената од негаш оди почистува понеделка што треба. И слабо, не се стига, не можеме да постигнемо за компјутери. Со моја плата минимално не можем. Алчирија, струја, вода да платимо. И по куќина слабо имам, јас сум почирија. Нема шпорец електричен, нема каде да испеча, каде да среда, каде да направат. Пред известно време од роднини добиле персонален компјутер. Поради тоа што е стар, не работи добро и на него не можат децата да следат настава, вели Стрезовски. Телевизорот како единствено решение исто така има дамнешен рок на производство. Има обичен телевизор со кабелска, што фаќа 5-6 програми и тоа е тоа. Нема интернет, немам интернет и тоа е послабо. Од телефон си пуштаме ние самите. Со телефон е обичен, програмата не ја поддржуваш. Не може никако да склучиме. Стрезовски апелира надлежните да помогнат на семејствата како неговото. Па јас се трудим и земам му и за трето дете. И трето дете ми го укина. И све не укина и сега компјутер ми бара. Тоа не е лошото. Све не укина државата, ништо не даде. Со истата мака се соочуваат родителите на 20% од вкупниот број ученици во општина Тетово. На овие деца единствено им останува да учат пред телевизиските екрани, од часовите кои ќе се прикажуваат на националните канали, без можност за интеракција со наставникот.